Вчера на многу едноставни и важни прашања премиерот на оваа држава Никола Груевски избра да молчи. Директорот на тајната полиција на Македонија Сашо Мјалков избра исто така да не се појави во јавноста. По 5 или 6 часа од поставените пратенички прашања добивме соопштение без ниту еден одговор, но со една јасна закана. Нема одговор 24 часа по поставените пратенички прашања со кој бизнис се занимава директорот на тајната полиција на оваа држава и прв братучет на премиерот. Со кој бизнис се занимава директорот на тајната полиција што му овозможил за само 5 години да го дуплира својот имот. Немаме одговор на едноставно прашање. Кои се фирмите во кои што учествува како собственик директорот на тајната полиција и со што истите се занимаваат за да му овозможат дуплирање на имотот. Нема одговор ни на многу едноставното прашање, а тоа е каде живее денеска директорот на тајната полиција и прв братучет на премиерот. Нема одговор на прашањето како е возможно директорот на тајната полиција пред 5 години да пријавувал еден собственички удел во фирма, во меѓувреме да продал 2, а денеска да учествува во 4 фирми. На сите овие важни и многу едноставни прашања, ниту јавноста, ниту јас не добивме одговор. Денеска нема одговор, ниту реакција од Државната комисија за спречување на корупцијата. Што ќе превземе оваа државна комисија против директорот на тајната полиција и прв братучет на премиерот, кој технички, според негови зборови, сгрешил и вредноста на накитот и сликите кои ги поседува ја намалил за цели 720.000 евра. Техничка грешка од 720.000 евра. Колку пари контролира директорот на тајната полиција и прв братучет на премиерот, ако 720.000 евра разлика за техничка грешка? И последното. Вчерашното соопштение како да излегло од некои редовни гледачи на американскиот филм Куба. Ако мислат, ако се надеваат и ако сметаат дека споредбите со Љубе ќе не уплашат, се лажат. Апсете, заканувајте се и продолжете со истата политика на создавање страх. Меѓутоа, вистината вчера излезе на видео. На видео излезе дека шефот на тајната полиција и прв братучет на премиерот го дуплирал својот имот во последните неколку години, а дека премиерот молчи и го одобрува сето тоа. Вистината излезе на дело дека шефот на тајната полиција само го чува она што премиерот Груевски го заработува за себе и за својата фамилија. Во оваа држава се знае кој прима плата за да биде јавен обвинител, се знае кој прима плата и троши средства за да биде државна комисија за спречување на корупцијата и се знае кој денеска врз основа само на пуштен збор може да реагира. Јас ја користам и денешна прилика да ги повикам сите институции да ги проверат ситните технички грешки од само во еден случај 720.000 евра. Ние немаме намера да изиграваме втор паралелен јавен обвинител и државна комисија. Меѓутоа, нашето го сторивме. На јавноста не изборувавме приказни, туку и покажавме 2 анкетни листа. Ако во оваа држава вистината стана причина некој да сее страх, тогаш Македонија има навистина многу сериозен проблем. Ниту еден податок кој што го кажав вчера и ниту еден податок од ова денеска што го зборувам не е без основ и не е без аргумент. Ова се 2 листа кои самите можете да ги погледнете и да видите дека од вистината нема бегање. Проблемот е што во оваа држава, кога власта нема одговор на вистината, таа го применува последното средство, а тоа се заканите. Значи, тоа е причината зашто кога зборуваме за податоци кои што ги имаме и за податоци кои што можеме да ги потврдиме. Не шпекулираме и не манипулираме. Сметаме дека е срамота, апсолутно недозволиво во една држава, кога шефот на тајната полиција има тајен бизнис. Ова се неговите анкетни листови. Се спомнуваат собственички удели,
и се спомнуваат различни фирми дома и во странство. Она што вчера го побарав, 24 часа минаа и не го добив, одговор на едноставно прашање. Кои се тие фирми кои што ги има, ги контролира, во нив учествува шефот на тајната полиција и првиот братучет на премиерот? До ден денеска немаме одговор. Ние на тие теми не шпекулираме. Она што го зборувавме беа тврди и потврдени факти. Инаку за оние кои што имаат малку подолго сеќавање, барем во новинарските кругови, па и јавноста, ќе се подсетите дека господинот Мијалков беше еден од функционерите кои не поднесе анкетен лист во 2006 година и дури по реакција од опозицијата, односно од СДСМ, Државната комисија одлучи тоа да го третира како уште една техничка грешка. Затоа немаме многу илузии поврзани со некои од овие институции во Република Македонија. Кој сака да реагира, мора да реагира. Ние не можеме да ја субституираме таа институционална слабост во Македонија. Јас стојам зад мојот анкетен лист и не велам дека сум направила техничка грешка. А ако сметаат дека ќе го решат проблемот со тајните или јавни сметки на братучедите, едни или други, со тоа што ти се закаруваат на ваков начин, нека побарат. Очекувам власта да покажува мускули намер. Ако мислат дека е тоа вистинска политика, јас сум тук.